Власта не се откажува од идејата да се дозволи цветот марихуана да се извезува надвор од земјава. Предлог законот за ова со европско знаменце веќе е во собраниска процедура. На 4 ноември во собранието треба да се утврдува потребата за расправа за овој закон. Опозицијата негодува за законското решение. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во емисија за Алфа вели дека предлог законот за опојни други и психотропни супстанции е во корист на Заев, блиската фамилија и неговите соработници. Додека формално се бореше за во наводници датум за преговори со Европската Унија, дома пушти закон за извоз на сув цвет од марихуана на кој што стави европско знаменце, злоупотребувајќи го целосно процесот на зачленување на Македонија во Европската Унија. Пред неколку месеци здруженијата бараа измени на законот, меѓу кои и државата да дозволи извоз на цвет, но засега нема образложение од владата зошто законското решение предложено од Министерството за здравство со брзина на светлината стигна до законодавниот дом и што бара европско знаменце на предлог законот кога истиот не е дел од пакетот реформски правни рамки по налог на Европската Унија. Она што е повеќе од јасно единствено е оти владата инсистира да се заобиколи редовната собраниска процедура, а од друга страна, познавачите веќе неколку пати апелираа да не се дозволи законот за употреба на лек да се стори закон за бизнис на поединци. Владата според текстот на законското решение ќе формира и комисија која ќе врши контрола, промет, извоз и увоз на семето од канабис, а ќе биде составена од представници на скоро сите министерства. Досега во земјава 29 фирми добија одобрение за одгледување на канабис за медицински цели, од кои клучните играчи на таа листа се роднини и блиски соработници на премиерот Зоран Заев.